детектирање, во планирање, во исправање на траси, во носење на акциони планови, во состанчење за правење на стратегија за идната година, која ќе се подобри економијата во наредните 10 години, гледано во споредба со минатите 10 и така натаму, и така натаму, и така натаму. За тоа сте петка. Арно, ама, кој ќе треба се седни да се сработи нешто, на лице место, тукаве нема нигде. Пример сакате да ви дам? Градско Прилеп, патот. Се направено, пари има, проект за среќа, траса погодена, 3 години стои на место, ни мрда ни пред. Проектот топлификација во Битол. Исто така. Пари, проект, добра траса, ни мрда ни пред. И вие сте се бореле за подобрување на аерозагадувањето. Со што? Со тоа што ќе си направите бизнис, ќе купите инвертер клими, вашите фирми и ќе му ги делите на граѓаните. Како лижавче на мало дете. Кој ќе дојде детето во продавница, кој ќе плачи, ама тато купи ми играчка и вие, ајде ќе му поделим инвертер клими на граѓаните и ќе ги лажиме дека со тоа го решивме проблемот со загадувањето во Битола. Тоа пак ке кажем. За паради сте добри. Што требаше сега ние да земеме маски за дишење и да излеземе на говорница, така? Како вие што правите. Дај фатете се за работа. Дај направете буџет кој што ќе доноси добро на граѓаните Република Македонија. Гледано уназад, од се што сте предвиделе да направите за капитални расходи, ништо немате направено. Да не броиме што ветувавте додека бевте на власт. Сега ќе излезете вие, тука ќе ми кажете 3%, 2%, 1%, не знам што. Ако требаш да се гласа за увоз на нафтен кокс со 0% акциза, тогаш ќутевте. Тогаш кај ви беше борбата против загадувањето? Или важно, бизнес интерес има, тука математика има, делење на рекет, Луи Витон ташни, за тоа сте добри. За да сработите нешто, не сте добри. На крајот на краиштата, кажувате го сакате проценти. Граѓаните гледаат и чувствуваат. Дали ве бидва или не ве бидва. Благодарам. Контрреплика, пратеник од